Повеќе од 3 децении напредок, безбедност и сигурност на граѓаните. Македонската армија ја пишува својата приказна како чувар на татковината. Токму таквата професионалност, пожртвуваност и одговорност прави армијата да има висока доверба кај граѓаните, рече преседателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова во обраќањето на централната свеченост по повод Денот на армијата, што се одржи во касарната Јане Сандански во Штип. Повеќе од 3 децении, армијата ја пишува својата приказна како вистински кустос патријаe, чувар на татковината. Визијата на генералштабот, дејството на командата за операции, знаењето на командата за обука и доктрини, поддршката на логистичката база и честа на баталјонот за почести се присутни во секој сегмент од армиското делување. Нашата армија е столб на стабилноста и мирот. Министерот за одбрана Мисајловски им го честита роденденот на македонските војници и им се заблагодари на сите мажи и жени во униформи, кои секојдневно со својот ангажман и пожртвуваност докажуваат дека Македонија има организирана, професионална и високо почитувана армија. Тој додаде дека финансирањето на армијата е на високо ниво и постојано се работи на нејзино опремување и вооружување, и тоа преку нови униформи, специјални возила, набавка на оружје, хеликоптери, како и опрема за сајбер одбрана. Силно сме посветени да ја зајакнеме нашата одбрана со исполнување на заложбите за инвестиции во одбранбените ресурси согласно одлуките на самитот на НАТО во Хаг. И сакам да се заблагодарам јавно на премиерот и на владата за целата поддршка. Инвестициите во одбраната ги гледаме на дево. Средствата кои граѓаните ги вложуваат во нашата одбрана ги инвестираме плански и домаќински. А резултатот го гледаме пред нас. Во новите лесни оклопни инженерски возила, во новите артилериски орудија Боран, кои неодамна ги промовиравме, во нова и напредна опрема, која ни овозможува да кажеме македонската армија е НАТО армија. Центарот за обуки на питомци офицери беше одликуван со орден за воени заслуги, а на церемонијата беа построени новопромовираните 26 подпоручници и 149 подофицери, кои неодамна го завршија школувањето и обуката.